на сите. Денес видовме приказна вежба принудно зауставање на возило, кој е еден сегмент на обука која се моментално одвива во Идризово во рамките на нашиот проект EU IPA проект јакнење на капацитетите на Биро за јавна безбедност или за полиција ако сакате. Ви имате, значи македонската полиција има законска легислатива за принудно зауставување на возило. Затоа мислам дека ова вежба беше суштинска денес и се надевам дека Министерство ќе продолжи понатаму, исто така раководство на Министерство, раководство на Биро на јавна безбедност, да ја продолжи истата иницијатива, да ги имплементираме сите задачи што беа поставени во стратегијата која беше промовирана во јануари. Стратегија за развој на Биро за јавна безбедност представува платформа за сите обуки кои ќе се одвиваат ова година. Ова година во рамките на проектот е година на обука и ќе има многу обуки од 4 полициски компоненти. Општо полициско работење, што значи јавен ред и мир, сообраќајно полициско работење, гранично полициско работење и борба против организиран криминал како една од најбитните компоненти во проектот. Уште еднаш би сакал да им кажам хвала на поддршка на EU, исто така хвала на поддршка на Министерство за внатрешни работи, раководство и на исто така на раководство на Биро за јавна безбедност и се разбира на раководство за Центар за обука кој овозможи овој настан. И да кажем за на крај, денес колеги кои беа присутни на оваа обука од Биро за јавна безбедност, 32 души беа, ќе добијат и сертификати, тие ќе ги исто така после успособуваат своите колеги на така наречениот каскадни начин по СВР, така да бидат колеги обучени врска со присилно зауставање на возило, како само еден мал сегмент од обука, бидејќи обука се однесуваше више на контрола на возило, на безбедност. Кога зборувам за безбедност, мислам пристап кон возило и имам во мисла безбедност на полицискиот службеник и исто така при самата контрола да се дае акцент на потенцијални сторители на кривични дела кои може да бидат во возило. Со тоа би сакал да го завршим тоа моје излагање, па ќе му предадам збор на господин министр. Благодарам. Еве денеска во Центарот за обука е спроведена една показна вежба во рамките на проектот за развој на полицијата. Веднаш после усвојувањето на стратегијата, проект кој што е финансиран од Европската унија, оваа прилика сакам да се заблагодарам на Европската унија, на представниците на Европската унија кои што вложуваат и заедно со нас ги прават сите напори за развој на полицијата во Република Македонија. И овој проект мора да продолжи заради тоа што сите професионални кадри во Министерство за внатрешни работи се длабоко свесни од важноста на ваквите проекти и од развојот на полициското работење, затоа што пред се значи зголемување на интегритетот, зголемувањето на ефикасноста и доближувањето на полицијата до граѓаните на Република Македонија, а од друга страна имаме градење на доверба на граѓаните кон македонската полиција. И во таа смисла цврсто стојам во поддршка на овој проект и сите можни субјективни или објективни пречки кои што стојат на патот на спроведувањето на сите понатамошни обуки, ќе направам се да можеме да ги реализираме до крај и да ја остваруваме стратегијата за која што вложивме многу средства, многу енергија и навистина е многу потребно да таа стратегија реализираме до крај за да ја постигнеме целта да имаме навистина полиција која што ќе работи по европски вредности, полиција која што ќе служи на интересите на граѓаните на Република Македонија и на крајот од краиштата да имаме задоволни граѓани. Како го коментирате неуспеот на Министерството да екстрадира Прво, Министерството за внатрешни работи не прави екстрадиција, така да не може да биде неуспех на Министерството за внатрешни работи. Екстрадицијата се прави вредосна на барањето кое што е заставено преку Интерпол, односно преку Министерството за правда до Србија. Вчера бевме известени дека
Барањето е прифатено, дека има решение и дека ќе биде екстрадиран господин Здаровелски. Подоцна беше информацијата дека Српското Министерство за правда ја повлекло решението за екстрадицијата. Тие си Председателот Иванов неодамна рече дека судниците се двајца повратници од уништата во истокот. Дали се следи ситуацијата со нив и во каква безбедностна ситуација се јават на показ? Односно ова прашање разговараме веќе подолго време. Вие знаете дека веднаш после нападите во Франција се подигна нивото на безбедност и тоа подигнување на нивото на безбедност се уште трае. Ние имаме повратници кои што биле во Сирија, кои што се наоѓаат на територијата на Република Македонија. Знаете дека се спроведуваше и оперативната акција Келија, во која што имаме уапсени лица за кои што постојат докази дека се можни сторители на одредени криминални действија, терористички напади, така да Министерството за внатрешни работи, правото за безбедност, Агенцијата за разузнавање и сите други надлежни органи ги следат сите овие лица, ги следат настаните со кои што тие како се однесуваат и така натаму, се со цел да превенираме било каков настан кој што може да ја загрози безбедноста на граѓаните на Тука е аферата со Во однос на аферата со лични карти, знаете дека специјалното јавно обвинителство отвори истрага Титаник и се спроведува во рамките на таа истрага сите можни активности и сите информации ги имаат во обвинителство. Што се случува со единствениот кој што од приведените вчера кој што е задржан во полициска станица? Останатите приведени повторно, останатите се пуштени. Тоа ќе го прашате јавното. Благодарам.